Денеска ќе се зборува за македонскиот јазик, за нашиот корен, за нашиот глас, за нашето достоинство. Мене ми е чест што бев дел од владата на СДСМ, која што со своите државнички политики, посветеност и ентузијазам практично ги исполни заложбите за заштита и унапредување на македонскиот јазик. Во 2019 година владата донесе историска одлука 5 мај да стане ден на македонскиот јазик. Во чест на 5 мај 1945 година, кога тогашниот президиум на АСНОМ ја усвоил одлуката за македонската азбука да биде официјално писмо, претходно на второто заседание на АСНОМ, македонскиот јазик да биде официјален јазик, а после неколку денови после оваа одлука на 5 мај и одлука за македонскиот правопис. Денес нашиот јазик е рамноправен јазик со сите јазици во светот, признаен во Обединетите нации, афирмиран во Европската унија. Нашата влада успеа да го внесе македонскиот јазик и во европското законодавство за прв пат. На македонски јазик е потпишан еден договор во владата на премиерот Димитар Ковачевски. Тој е договорот со Фронтекс, чист македонски јазик, без фузноти, без звездички, потврден од практично цела Европа. И тоа не е мала работа, тоа е голема победа, колку и да политичките опоненти од навистина неразбирливи причини сака да прикаже дека тоа не е така. Ние имаме обврска, а и следните генерации, да го чуваме и да го негуваме македонскиот јазик, поради тоа што тоа е нашиот глас во светот. Ќе го цитирам Блаже Коневски: се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека ја имаме и татковината. Тоа никој нас не може да ни го оспори, не може да ни го одземе, ниту јазикот, ниту идентитетот. Наша обврска е да работиме уште повеќе за напредокот на државата. Благодарам и посакувам успешна дебата.